Чајот е популарна напивка во која се ужива. Слично како и какаото и кафето, важи за социјална напивка. Денес во приказна ќе зборуваме за културата на пиење чај, традицијата на приготвување чај во различни земји, тајните на добриот чај, кои се неговите придобивки, но и кои се митовите за чај. Останете со нас. Во Јапонија, пиењето чај не е само обична навика. Тоа е длабоко вкоренета филозофија, духовна пракса, но и облик на уметност. Наречена церемонија на чајот, оваа традиција не служи само за освежување, туку и за враќање кон себе, кон моментот, кон почита. 茶道は日本の伝統文化芸術の一つです。茶道にはお茶の立て方、道具の使い方、お作法など習得する知識がたくさんあります。茶道には礼儀作法、精神性、美意識など多くの要素が含まれ、すべての動作に意味があります。茶道を習得するには茶道教室に通い、先生から指導を受けるのが一般的で、何年も教室に通う人もいます。 Во Јапонската амбасада нашите домакини и реално не воведаа оваа чајната традиција. Во тишина, со внимателно одбрани движења, со посветеност и почит кон секој детал, од начинот на седење, преку изборот на садови, до подготовка на мача, финомелениот зелен чај, чајната церемонија станува символ на хармонија, почит, чистота и смиреност. お茶は日本人の生活の一部です。 家で家族や友人と楽しんだり、会議など仕事でも飲みます。大使館にいらっしゃるお客様にはいつも日本の緑茶をお出ししています。 Нашите домакини ни го приготвија сенча чајот, упатувајќи не детално во тајните на неговиот рецепт. За разлика од црниот или кинескиот чај, зелениот и сенчата се помалку ферментирани, па со нивното варење во вода на 70 до 80 степени може да ја потиснете горчината и грубоста и да го извлечете најдобриот вкус. Се става на пареа околу 1 минута за да се извлече вкусот. Чајот се става во 3 или 4 одделни точења за да се обезбеди рамномерна концентрација. Добриот вкус се чувствува на крајот, затоа ставете од него се до последната капка, ни укажуваат нашите домакини. Секако, ништо не е случајно. Чајот се подготвува и служи со намера да се создаде момент на целосна присутност, токму тука и сега. Во брзиот свет, оваа традиција ни покажува дека убавината и спокојот се во наједноставните нешта, во парејата над садот, во начинот на кој се држи чашата, во тишината меѓу две голтки.お茶は日本の輸出重点品目に指定されていて、農林水産省によると海外での日本食ブームや健康志向の高まりによって2024年お茶の輸出額は過去最高となりました。私もよく買いますが、抹茶味のお菓子は日本のお土産の定番ですし、抹茶を使ったドリンクやスイーツも海外で流行っていて、スコピエでも抹茶ラテなどを出すカフェを見かけるようになりました。 Ова е рецептот за мача според нашите домакини и таа треба да се приготвува во вода на 70 до 80 степени. Со добро матање вкусот станува благ, а непријатниот може да се намали. Кога пиете, држете ја со двете раце. Ставете ја левата рака под чајната чинија и свртете ја два пати со десната рака пред да пиете. Избегнувајте пиење од предната страна на чајната чинија, за да покажете почит кон лицето кое го направило чајот.
Кога пиете чај, уживајте во него со сезонски сладки, ни укажуваат нашите домакини од јапонската амбасада. Чајната култура во Јапонија не се учи, таа се доживува, не се брза, таа се живее и не се сведува само на вкус. Таа е патување кон себе. За десерт кај нашите домакини пробавме мизу јокан, ладно желе од црвен граф. Станува збор за вагаши, традиционален јапонски десерт кој многу добро се комбинира со јапонски чај. Највкусен е во летните жешки денови затоа што се служи ладен. Мизу значи вода на јапонски. Десертот се подготвува од паста од црвена зуки граф, шеќер, сол, вода и кантер. Чајот во Јапонија е вистинска уметност на смиреност и присутност. Археолошките докази упатуваат на тоа дека чајот е култивиран пред 6000 години. Уште пред 1500 години преминал од храна во пијалак, кога луѓето откриле дека во комбинација со топлина и влага може да се создаде различен вкус од неговите листови. Светското производство на чај изнесува околу 3 милиони тони. Најголем производител на чај во светот е Кина со 2 милиони и 400 илјади тони. На второ место Индија со околу 900 илјади тони. Третиот светски производител на чај е Кенија со 305 илјади тони. Следат Шри Ланка со 300 илјади тони, Виетнам, Турција, Индонезија, Мјанмар, Иран, Бангладеш, Аргентина и други. Интересен е податокот дека овдека се вкрстуваат неколку насоки, би рекла. Да спомнам Велика Британија, таа е не произведува, но таа увезува и е најголем извозник, меѓу најголемите извозници. И една од најголемите увозници и извозници исто така. Ќе се зачудите можеби дека и Кенија е на листата на најголемите производители и извозници на чај. Кина е прва, Индија е тука, Шри Ланка, Виетнам, Велика Британија, Емиратите исто така. Турција е типичен пример како се спасува една држава, економија, кога е чајот во прашање, затоа што по падот на Отоманската империја, нивниот главен напиток, кафето, станува многу скап. И нашиот Ататурк, Кемал Ататурк со својата брилјантен памет, мозок да смисли нешто друго, токму овој го одбира чајот како напиток, но не е само да го увезеш и да го направиш. Прави една целосна стратегија на државно ниво. Во Ризи, Трабзон, пределите стануваат ни за експерименти и неуспешни при тоа. Но овие два региона стануваат центарот на чајот. Денеска Турција е една од најголемите производители, исто така и извозници на чај, но 70% од населението консумира чај. Најголеми увозници на чај се Русија, САД, Обединетото кралство, Иран, Пакистан, Обединетите Емирати, Египет, Германија и Саудиска Арабија. Најголеми потрошувачи на чај по глава на жител се Турција, Ирска и Велика Британија. Пиењето на чај станува една посебност во животот на државата, конкретната, дали е Британија, Кина или Индија и така натаму, кога важните личности имале пристап до чај, бидејќи чаевите не само кај нас, и тогаш органските чаеви се береле во природата, далеку, непристапно и така натаму. Тоа биле луѓе кои што можеле да си платат, да си дозволат да им пристигне пакет чај, да си консумираат. Било привилегија само на богатите. Затоа кралевите, принцевите, ни своите приказни и тогаш и ден денеска се дел од ширењето на приказката на пиење чај, како што е британскиот чај во 6 часот, значи приказната за индискиот чај, синот на кралот, на младиот принц, губејќи се низ природата, ги открива билките и така натаму. Значи, секогаш некоја важна личност допринесува за да чајот да стане ритуал.
Чајот има важна улога во азиските култури и тоа во текот на вековите како главен пијалак, лек и статусен символ. Како стигнува во Европа? Повторно некако преку патот на свилата и чајот, всушност не дека не постоеле билките, всушност нашата земја Македонија може би е една од најстарите цивилизации кои што го негувала односот кон чаевите. Чајот всушност е лекот, првата медицина, се додека во првиот век преку Дискордие, првиот фармацевт кој што ја прави фармакопејата на 1000 билки. Од тогаш започнува она, да речеме, научната сфера, многу важна за создавање на фармацијата и така натаму. Европските народи првпат се среќаваат со овој пијалак во 1285 година, благодарение на познатиот морепловец и трговец Марко Поло. Првиот чај во Западна Европа се пиел во Холандија 1606 година, а потоа и во Португалија, Велика Британија и Франција. Подоцна британците го одгледувале чајот во нивните колонии. Чајот како напиток постои многу одамна, но како филозофија на пиење на чајот потекна уште во Стара Кина пред 5 века, во 2727 година. Приказката секогаш е актуелна за промоција на еден производ, така се случува и со императорот Шенонг на Кина, тогаш во тој период кога случајно од чајното дрво неколку ливчиња паѓаат во шолјата и се случува магија. А таквите приказни всушност се патот на чајната традиција, на културата. Меѓутоа, чајот не е само напиток, тоа е веќе и филозофија на поимање на светот, на животот и пред се почита кон природата. Преку патот на чајот, патот на свилата, тој исток едноставно како да се воздигнува преку чајот како традиција. Да земеме понатака јапонската култура, преку како го нарекуваат оние темпл ти, значи се пиело во тврдините. И тоа било единственото место каде што воините, тоа биле многу воени времиња, единственото место каде што го одложувале оружјето за момент, тоа е почита кон природата. Културата на пиење чај трае илјадници години и во текот на овој долг период го консумирале милиони луѓе. Секоја нација има своја традиција за подготовка на овој вкусен пијалок, а во некои земји чајот е дури и прогласен за национален пијалок. Интересен е податокот дека пиењето на чај не е само напиток, тоа е култура, начин на размислување, моќта на билките. Токму таа поента направила низ историјата, чајот да стане ритуал не само во источниот свет, како што Јапонија, Кина, Индија, исто така низ приказните. Сето тоа се протекувало како начин на создавање, ткање на традицијата, всушност на приказните. Тие ја предавале филозофијата за чајот, за билките, односот кон природата, за да на крај дојдеме до поентата на економијата. Обединетите нации нагласуваат важноста на одржливото производство на чај за идните генерации. Ова се поврзува и со грижата за животната средина, бидејќи производството на чај е чувствително на климатските промени. Билките сепак се и многу погодни за одгледување, не сите, но во Македонија веќе има фестивалот на чај, направи голема промоција на да речеме стартапите, бизнисите со билки и многу луѓе започна да се бават со оваа работа. И многу ми е драго што во Мавровскиот регион веќе се произведува планински чај, бидејќи тој го нема повеќе низ планините токму од климатските промени, но се прават обиди и многу успешно планинскиот сидерика, планинскиот чај да веќе оваа сезона е првата сезона во Тумчеевиште селото, има едно стопанство кое што го одгледуваат плантажно, многу успешно. Пар екселанс, значи и ресенскиот регион веќе се кај нив на едукација и така натаму, значи оваа тема се проширува. И е многу важна не само за климатските промени. За климатските промени секое коренче би придонело за против ерозија, против поплавите и така натаму. А билките се тема која што годинава ја засадувам, до година веќе го имам производот.
Значи, тие коренчиња би можеле да придонесат за здравување на почвите, тој јаглерод што го велиме, хелиум, кислород, водород, тој е 15-тиот елемент на земјината кора, тој е веќе оштетен. Не само кај нас, сите тие ерози, сите тие поплави што настануваат, испоснета земја, необработлива, една од болните теми. Македонија е земја со прекрасни перформанси за земјоделие. Меѓутоа, таа напуштена земја, која што имаме многу површини се напуштени, нели, во 43-та со заминувањето во градовите, индустриализација. Необработувањето е главната причина зошто е испоснета таа земја и повеќето јаглерод не е јаглерод кој што ја одржува земјата, туку може да премине и во производство на јаглерод диоксид, отровот. Џабе се тие конференции, 15-та во Париз е донесена одлука или конференцијата е фокусирана токму на овој јаглерод, како да се одржи тој јаглерод во почвата. Тој е животот на почвата. Производителите на чај потребно е да развијат стратегии за адаптација и ублагување на влијанието на климатските промени. Зошто пиеме чај? Кои се неговите здравствени придобивки? Што го прави чајот да биде здрава напивка? Многу одамна пиењето на чај е традиција и уживање и социјализирање на луѓето, меѓутоа од моја гледна точка како нутриционист, многу често од клиентите кога доаѓаат прашуваат дали има некаков чај или напивка за да го подобрат здравствениот проблем или пак одредена состојба. Така да ќе кажам дека пиењето на чај има огромна улога врз нашиот организам за подобрување на многу здравствени состојби. Покрај тоа што содржи еден комплексен хемиски состав, како што се полифенолите, односно антиоксидансите, етеричните масла, потоа аминокиселините, помалку витамини и минерали, билките ги прави да бидат посебни за конзумирање и затоа имаат примена во фармацевската индустрија и во козметологијата. Пиењето на чај е традиција и верувам дека ќе правиме и понатака и ќе негуваме пиење на чај, бидејќи има голема улога во нашиот организам пред се за имунитетот, за подобрување на кардиоваскуларното здравје, намалување на високиот крвен притисок, како и холестеролот и триглицеридите, подобрување на когнитивните функции, односно намалување на стресот, дигестивното здравје, исто така и подобрување на функцијата на женските и машките полови органи, па сите оние кои што имаат здравствен проблем или се борат со потомство, има одредени чаеви кои што помагаат за да имаат бенефит во поглед на тоа што нели е неопходно и е потребно на одредени клиенти. Исто така чаевите имаат улога за детоксицирање на организмот, бидејќи антиоксидансите, како што напоменав, дека ги содржат одредени, односно чаевите ги содржат антиоксидансите, имаат клучна улога за борба против слободните радикали, а со тоа и спречување оштетување на клетките, па затоа и чаевите и мојата препорака за пиењето чајот во одредено време и разумна количина и доза е секако од голем бенефит. Кои чаеви од нашава земја ги препорачувате како нутриционист? Можам да кажам дека Македонија изобилува со многу билки и верувам дека каде и да отидеме, треба да подсобиреме некаква билка или чај, каде што ќе се најде во нашата кујна и ќе употребиме. Има многу чаеви, би ги издвоила планинскиот чај, чајот од жалфија, мајчина душица, нане, кои што навистина може да дадат еден огромен бенефит, па и треба да ги имаме за да може да направиме еден топол напиток и во текот на денот или сезоната, кога и вон сезона, така да чаевите можеме да ги собираме и свежи и можеме да ги исушиме и да имаме во текот на целата година. Кога се свежи можеме да ги искористиме веднаш после бербата, а додека ги нема во текот на годината, нели можеме како суви чаеви исушени, можеме да ги користиме во текот на целата година.
не ја губат карактеристиката без разлика дали се суви или свежи? Има одредени чаеви кои што нели губат одредени ароми, меѓутоа кога чајот е во сува состојба, односно кога е исушен, губи голема количина на вода и на тој начин тука се поконцентрирани ароматичните, поконцентрирани се биоактивните компоненти или соединенијата. На таков начин чајот е поконцентриран за разлика од свежите билки кога ќе ги собереме, тие се малку имаат посуптилни ноти, меѓутоа аромата повеќе се забележува. Разликата помеѓу сувиот чај и свежиот чај во тоа што во сува количина ни е потребно неколку грама, 5 грама, нели, или филтер или собран чај, додека во свежата состојба ни е потребна поголема количина и тука обично ја губиме мерката колку ни е потребно, нели, свеж чај да направиме од свежа билка. Во свежата билка има поголемо количество за оние чаеви кои што се богати со витамин С, како што е хибискус или копривата, има поголема количина на витамин С. Меѓутоа во сувата состојба кога ќе се исуши чајот, витаминот С се губи, меѓутоа има и други компоненти како минерали кои што се задржуваат. Ги задржува својствата, меѓутоа не е како во сушениот чај или поконцентрираниот, кога е поконцентриран. Како правилно да приготвиме чај? Чајот многу брзо, лесно и едноставно, значи традицијата треба да си ја негуваме, така како што нашите баби и прабаби го подготвувале тој чај. Сува или во свежа состојба, еве ќе кажам 1 до 3 грама е доволно да се, или до 5 грама сув чај, се попарува со врела вода, температурата од прилика да биде 80 степени, одстојува од 5 до 10 минути, покриен сад, за да не испарат ароматичните соединени и етеричните масла. На тој начин остојува 5 до 10 минути и потоа може да се конзумира и најдобро е да не се конзумира со дополнителни додатоци на шеќер или лимон, односно така како што е самиот чај во таа состојба. Има ли вистина дека кога го оставиме чајот, тоест билката подолго од одредено време, таа ќе биде штетна? Точно така, бидејќи во овој временски интервал од 5 до 10 минути се ослободуваат корисните елементи или соединенија, а потоа, ако останат подолго време, се случуваат деградацијски процеси, односно некорисни елементи кои што не треба да ги внесуваме во нашиот организам, може да бидат и токсични, така да временската рамка е од 5 до 10 минути. Меѓутоа има чаеви, тоа зборуваме за листовите или цветот кога се на тој начин се подготвува чајот, меѓутоа коренот, стебленцата, каде што има дрвца во самото, нели, растение или во самата билка, на тој начин дополнително е на истиот начин се подготвува чајот, се покрива со се полева со врела вода, одстојува од 5 до 10 минути и дополнително проварување од 2 до 3 минути кога имаме ваков тип на билка. Дали чајот треба да внимаваме да го комбинираме со одредени лекови? Треба ли да внимаваме при одредени здравствени состојби кој чај се конзумира? Многу често од клиентите кога доаѓаат кај мене, кога имаат некаков здравствен проблем, секако покрај здравиот начин на исхрана препорачувам и чаеви кои што ја подобруваат функцијата на одредена состојба кој што имаат. Еве на пример, луѓето кои што примаат терапија антидепресиви или стабилизатори, кои што имаат најчесто даваат може одредени чаеви интеракции имаат со ваквите состојби, висок крвен притисок, кои што примаат одредена терапија, најчесто чаевите даваат интеракција, тоа е кантарионот, бидејќи тука највеќе овие лекови се метаболизираат во јетрата и на тој начин може да дојде до интеракција. Оние луѓе кои што примаат антидепресиви исто така треба да внимаваат со ваквите чаеви. Ѓумбирот исто така, бидејќи може да се пие и е препорачан, нели, да се пие и убаво и благопријатно делува на нашиот организам, па и оние луѓе кои што сакаат да намалат килограми, па прават процес на терморегулација, односно на термогенеза за намалување на килограмите, како топач би се нарекол, меѓутоа оние луѓе кои што примаат терапија за висок крвен притисок и антикоагуланта треба да внимаваат. Потоа чајот од жалфија исто така треба да се внимава. Треба со консултација на лекар или фармацевт, па и
нутриционист дали одредени чаеви може и колку време треба да се пие, затоа што многу лекови кои што се за кардиоваскуларно здравје, за диабет или стабилизатори или за несоница или поспаност даваат интеракција со овие чаеви. Дали чаевите се препорачливи за деца и од која возраст, ако се препорачливи, може децата да ги консумираат? Така, па би рекла до 1 година тие веќе дечињата може да се и доенчиња и преку мајката може да се конзумира чајот преку мечиното млеко. Тоа е анасон и нанесе најбезбедни чаеви. До 7-та година треба дозата да биде третина, ако кај возрастните од 1 ступена лажичка дозата на 250 мл вода, кај дечињата треба да биде третина, значи пола доза. Над 7 години е препорачано да се пие чај и тие се мајчина душица, нане, исто така анасонот, делуваат благопријатно на стомакот, па и за смирување, па за респираторни инфекции, нели кога ние ќе се разболиме, имаме некаков проблем со течење на нос или кашлање, секогаш ги препорачуваме овие чаеви бидејќи разредуваат слузот кој што се слева од горнодишните патишта и на тој начин делуваат овие чаеви смирувачки и благопријатно, а исто така би го напоминала и оној чај од диво орегано кој што многу често е достапно и кај сите, не верувам дека овој чај го нема во некоја фамилија, бидејќи навистина делува позитивно во оние горнодишни патишта или респираторни инфекции кои што се случуваат во текот на годината. Дали чаевите содржат кофеин исто како кафето? Одредени чаеви, да, содржат кофеини, зелениот, црниот и белиот чај, тоа се чаеви кои што содржат кофеин. И не е толку штетно, нели, кофеинот некогаш ни е потребно, нели, заради енергија и не ги нарушува когнитивните функции, ни дава и енергија, меѓутоа треба да се внимава колку долго и како го пиеме чајот. Во текот на денот 250 до 300 мл, па и до 400 може да биде конзумацијата, а за децата секако дека треба да се избегнуваат вакви кофеински напитоци. Дали чајот може да биде замена за вода, особено и во текот на летниот период, и дали билките можеме да ги комбинираме во ладна варијанта со некои видови на овошја? Чајот никако не смее да биде замена за вода, бидејќи знаеме водата ги прави подейства на водата во организмот и кога пиеме вода се случуваат најсложените биохемиски процеси во организмот, како за изфрлање на вишокот на вода и течности. Кога пиеме вода на тој начин ја поттикнуваме и лимфната дренажа во нашиот организам за изфрлање на токсините и транспорт на корисните материи, со тоа што водата чајот не може да ја замени водата, бидејќи во чајот има и многу соединенија кои што бубрезите дополнително треба да работат и да ги преработат, нели, преку екскреторниот систем. Одредени чаеви содржат, како што напоменав, и кофеини, а и имаат и диуретичко својство, како што е макдоносот, па и магарешкиот трн, листот од цвете од магарешки трн. Има чаеви кои што на тој начин прават дополнително изфрлање на вишокот на вода и течности во организмот, што не би требало, нели, да биде замена за тоа, а исто така чајот, да, секако може да се пие и во ладна варијанта, па да се додаде во 2 литри вода, па да се збогати со овошје некое, за да имаме дополнително да го хидрираме нашиот организам, меѓутоа никако чајот не смее да биде замена. Може да потпомогне во текот на денот за време на ужинки, кога имаме и вода, па кога имаме овошје, па и одреден чај во зависност од здравствената состојба и потребата. Бидејќи има многу луѓе кои што имаат проблем со отежното празнење на цревата, обстипација и констипација. Има одредени чаеви кои што навистина благопријатно делуваат и моја препорака е често во текот на денот, наутро, веднаш после станување, да се пие и чај, да се има одредено време за кога да се пие вода и кога да делува благопријатно, ама кога и терапевски. Споменавте дека може да се пие и во студена, во ладна варијанта. Дали при тоа не го губи квалитетот ако е ладен чајот? Делува освежувачки, но секогаш јас би рекла дека е топол напиток е подобро, бидејќи тука тие ароматични етерични соединенија се ослободуваат кога е топол чајот, што не значи дека ние не треба да го пиеме и ладен.
ама оние чаеви кои што се се продаваат и кои што имаат дополнителни шеќери, тие имаат само шеќер во нив, а немаат никакво освежувачко дејство, напротив, организмот ќе бара повеќе течности и вода. И само уште ова би сакала да се вратам на оној момент, споменавте дека чајот треба да се пие без додатоци. Медот дали треба да го користиме како додаток или не? Така, баш заради тоа чајот може да се користи, само што нели треба да биде на соодветна температура, да не се изгубат придобивките од самиот мед. Меѓутоа, најдобро да се пие чајот кој што е така како што е од природата, без додатоци, бидејќи дополнително пак го зголемува и калорискиот внес. Но има и чаеви кои што навистина се горчливи, обично оние чаеви кои што се за терапевска намена, може да се додаде или маџун или мед на соодветна температура да се додаде. Сакам да напоменам за оние луѓе кои што имаат проблеми, за ние жените кои што сме во предменопауза, менопауза и сите оние луѓе кои што имаат проблем со полицистични јајници, природата знае и дар се од природата сите овие билки како што се вркута, ајдучка трева, мечкина шипа, очајница, листот од малина и капина, повторно ќе ја напоменам камилицата, копривата, прават една синергија и микс на чаеви покрај еднокомпонентните чаеви како што се маточина, нане или жалфија, има повеќе компонентни чаеви кои што се мешаат и делуваат благопријатно за да ги намалат сите оние тегоби кои што се соочуваат жените нели со валунзите, кои што имаат несоници, кои што имаат ноќно потење или раздразливост и нервна напнатост, така да чаевите кои што се за женско здравје, знае природата што прави, па не ги дала и можеме да ги конзумираме и нивната конзумација може да биде од 3 до 6 месеци, па да се направи пауза, затоа што ваквиот тип на чаеви кои што се терапевски треба да се направи одредена пауза, па повторно да се повтори со пиење на чајот и за сите оние девојки кои што имаат проблем со полицистични јајници и со хормонален дисбаланс, секако овие чаеви се добре дојдени да ги конзумираат покрај соодветниот начин на исхрана за да видат благодет. Исто така би го препорачала чајот од нане, бидејќи многу често го споменувам и го практикувам, дека позитивно влијае за намалување на тестостеронот и сите оние луѓе, девојки кои што имаат проблем со покачен тестостерон, па дури и пролактин, исто така благопријатно делува. И за мажите има, не е само за жените, нели, како што е Tribulus terrestris или тој чај кој што е навистина погоден за машкото здравје, исто така би ги напоменала и сите овие нане, маточина, ајдучка трева. Во свет што трча, чајот не учи да застанеме. Чајната церемонија е еден ритуал кој што потекнува од азиските земји, конкретно од Јапонија. Тоа е еден чин каде што се обрнува внимание не само на моментот на консумирање на чајот, туку и начинот на кој чајот се чува, приготвува, служи и консумира. Во светот на јогата се е ритуал. Од дишењето до движењето до секојдневните навики што не поврзуваат со себе. Еден од најубавите ритуали што природно се влева во јога праксата е чајот. Тоа е еден момент кога се обрнува внимание на присутноста во моментот, значи кога луѓето го прават тоа ритуално, медитативно. Паралелно со тоа и во повеќе азиски земји излезени се такви трендови и ритуали на пиење чај. Јогата знаеме дека потекнува од Индија, па спонтано низ јогиската пракса и во јогата настанува еден момент на пиење на чај. Независно дали тоа е пред јога праксата како начин да се засилат ефектите од јога праксата или како една социјална дружба после часот, да речем ритуална дружба каде што се конектираме со практикантите.
топлата чаша чај пред или по јога е повеќе од пијалак. Тоа е момент на свесност, присуство и грижа кон себе. Јогинскиот чај, како што кажав, бидејќи потекнува од Индија, се состои од 5 различни тревки или билки кои што се многу вкусни и многу ароматични, како што е циметот, потоа зрната на пипер, потоа карамфилчето и уште една состојка која што се вика кардамом и се прави од зрната на едно растение кое што потекнува од Индија. И исто така парчиња од ѓумбир. Сите овие состојки убаво се киснат во вода и потоа се додава и црн чај. Значи, како што кажав, самиот чај е доста вкусен и ароматичен. Пред вежбање, нежниот зелен или билен чај го подготвува телото и умот за длабоко дишење и движење. По вежбање, чашата чај станува средство за заземјување, за спокој и благодарност. Може да биде лек доколку биде приготвен со љубов и свесност и доколку се принесува и консумира на истиот начин. Така да и тука би ја нашла и поврзаноста помеѓу јогата и пиењето чај, значи како два ритуали кои што придонесуваат за внатрешна хармонија, мир и внатрешен баланс. Како што телото се растегнува, умот се смирува, а срцето се отвора, така и чајот нежно го зајакнува тој внатрешен мир. Чајевите се исклучително здрав напиток и се препорачува да се конзумираат во умерени количини. Во принцип може да го зголемат имунитетот, да помогнат во некои состојби како анксиозност, блага анксиозност зборувам. Може исто така некои од чајевите го намалуваат и крвниот притисок, го подигнуваат имунитетот и убаво хидрираат. Особено сега во летниот период јас препорачувам доколку луѓето се волни да не пијат готови ладни чаеви, може да направат убава комбинација, да речеме, од чај од мента, од свежо нане, значи, од малку ѓумбир со лимон, да се стави чајот во фрижидер и да се консумира незасладен или со малку мед, тоа би била убава комбинација. Со тоа што не сите луѓе треба да ги внесуваат сите чаеви. Секогаш е најбезбедно да се употребуваат благи чаеви како нанека, мелица, маточина, потоа планински чај, исто така мајчина душичка и ги има многу. Сакам да нагласам дека лекувањето секогаш треба да биде во консултација со лекар, со стручно лице и дека на своја рака да се зема чај како терапија не е препорачливо, бидејќи одредени, како што реков и пред малку, одредени состојби благи можат да се одредените гоби да се отстранат со некоја топла напивка од чај, така што има чаеви, односно реакција помеѓу лековите и чаевите, да речеме гинко билобата е убав чај кој што смирува, кој што ги подобрува когнитивните функции, како и го намалува крвниот притисок. Меѓутоа не би требало да се користи како терапија, единствена терапија за истиве состојби и доколку се комбинира, да речеме, со антикоагуланти или нестероидни инфламатори, може да дојде до појава на модринки и на крварење. Затоа мора да се консултира лекар и да се каже дека се зима одредена терапија, исто така и со антидепресивите, бидејќи го покачува нивото на серотонинот, не треба да се комбинира со антидепресиви, бидејќи во тој случај навистина значително ќе се зголеми серотонинот во организмот, а тоа воопшто не е препорачливо. Во светот постојат повеќе од 1500 видови чај. По водата, ова е вториот најпопуларен пијалак во светот. Во некои земји чајот се пие на различен начин од нашиот традиционален начин на приготвување чај. Придобивките од пиењето чај се огромни. Во некои земји чајот се пие на необичен начин за нашето традиционално поимање. Меѓу многу држави со традиција, морам да кажам дека и Македонија не можеме да изоставиме.
заради тоа што знаеме дека и нашите баби, прабаби секогаш го почнувале ритуалот за подобро варење или конзумирање на одредена храна или после јадењето и секогаш кога доаѓале, да кажеме, гости, многу често знаеле да ги послужат со една топла напивка која што има одреден вкус или тоа што сакаат да го постигнат. Значи, меѓу другото и ние веќе се вклопуваме во тие држави кои што имаме традиција и мислам дека расте интересот и се повеќе најчесто не само кај мене и кога сум одела некаде и гледам во рестораните дека многу често се конзумира чај повеќе дури и од кафе, кое што некогаш беше познат ритуал или она што ние велиме ајде да се сретнеме на кафе, сега е веќе на чаенка. Во Индија чајот се пие и со млеко, при што се додаваат и различни зачини како ѓумбир, цимет или карамфилче. Во Тибет додаваат млеко, сол и масло. Во Монголија се вари со ориз, месо, кнедли и стопена овча маст. Додека пак во Русија се додава мед, овошно сладко, шеќер и така натаму. Во Шри-Ланка преферираат ароматизиран чај. Обично изборот е меѓу вкусовите на чоколадо, манго, вишна, малина или јагода. Постапката за подготвување чај е многу важна. Многу е важно како треба да се подготви. Целата филозофија они сметаат дека треба да врие водата и да се додаде билката. Никогаш таква примена да нема, заради тоа што тогаш се губат сите својства на билката. Најдобро е со вриена вода да се попари одреден чај. Но многу е битно дали е свежа билката. Ако е свежа, значи не би било добро одеднаш да се попари, затоа што сите тие танини и сите флавоноиди, се што е корисно и минералите, витамините ќе згаснат. Нема да ги имаме во таа форма и да биде во целост, значи, примената доволна. Меѓу другото, вие спомнавте дека убаво е чајот да отстои, но не би требало долго да стои. 5, 10, 15 минути, зависно, значи, дали е свежа билката, дали е корен, дали е кора, дали е лист, дали е цвет, се зависи, значи, од тоа и дали е цела херба или одреден дел од хербата. Меѓу другото, ако сакаме да го зачиниме, убаво е, токму убаво кажавте дека секој според својот вкус, но најдобро би било да се зачини со мед, кој што треба да биде со дрвена лажица внесен, да не е премногу жешка водата, да се додаде лимон или нешто цитрусно, зависно од желбата исто така на конзументот. Меѓу другото, спомнавте дека и сол во текот на летниот период, јас исто така препорачувам во одредена количина, значи покрај шеќер никако. Значи, ако се стави мед, да се додаде одредена количина на сол. Заради тоа, тогаш веќе во вистинска смисла на зборот како инфузија да имаме добиено и ме прашуваат дали треба да биде топол напитокот. Не мора да биде топол, но во летниот период на вистина е добро, заради тоа што ќе го поттикнеме термичкото делување на нашиот организам, потењето, со тоа ќе намалиме температурата на нашето тело, значи добро е да биде чајот и топол, во тој момент може да се пие. Но инаку чаевите може да бидат и ледени, студени, значи такви какви што нас ни години прија, но во секој случај млакиот чај за децата, за трудниците, за сите нас е најоптимален и идеален. Македонската култура за чај е длабоко вкоренета во традиционалните билни лекови како медицински ритуали, со силно присуство на локални билки. Најпопуларните чаеви во Македонија се нане, мајчина душица, кантарион, липа, камилица, планински чај, жалфија, посилек. Македонија е, значи, една ризница која што е навистина пребогата. Можеме да се пофалиме во светот дека имаме најубави билки, најчисти и посебни, автентични за одредени простори. Меѓу другото, би сакала да спомнам дека од билките не можам да издвојам некоја посебно, затоа што имаме навистина многу широка палета. Некаде преку 700 билки се тие кои што често и буквално секојдневно се користат. Јас издвоив некои од тие што навистина може секојдневно да се користат, меѓу кои што билките, например, како што е општо, камилицата, црвената детелина, кантарионот, столисникот,
невенот, ментата, и тоа меѓу кои што и ментата дива мента и мента природна, често како подлога во секој чај може да се ставаат, заради тоа што тие се основна билка и може без прекин да се пијат во текот на целата година. Чаевите се користат и како дел од народната медицина и традиција, но треба да се внимава. Композицијските чаеви најчесто се вистинска филозофија и тоа е целосна наука каде што мора да се знае која со која билка оди заедно, а кога е контрадикторна, заради тоа што добар дел од билките се пијат превентивно или за уживање, а добар дел од нив во намена за лечење. И тоа лекување, значи си има процес кој период и како се пијат, како се конзумираат. Токму заради тоа, значи, комбинациите мора точно да се знаат процентуално која со која билка оди, а која со која е контрадикторна. За жал, мора да се нагласи дека многу чаеви во нашата земја, особено преку социјалните мрежи, се нудат како некакви магични лекови. Секој чај е посебно различен. Тие најчесто имаат флавоноиди, антисептици, минерали, витамини, танини. Заради тоа треба да бидеме предострожни точно кога и во која количина ги земаме и за кого. И кофеин, така. Меѓу билките кои што навистина содржат кофеин и треба да ги избегнуваат луѓето кои што имаат проблеми со земање на поголема количина на кофеин или пак е децата, кај трудниците, мора да бидеме многу внимателни. Тука спаѓа, значи, црниот чај, зелениот чај, белиот чај, тогаш тие се земаат, значи, предострожно во одредени комбинации или во одредени количини. Стручњаците предупредуваат дека погрешното конзумирање на овие чаеви може да предизвика повеќе штета отколку корист. Многу лекови се прават од билки и дека консумирањето погрешен чај од билки може да штети колку и користење погрешен лек. Целата херба ретко се користи кај од одредени билки, но најчесто се зема дел од коренот, например како што е глуварчето. Глуварчето, антиканцер, одлично средство кое што се дава, значи, тогаш кога има навистина потешки заболувања, но и во други комбинации како имуностимуланс, одлично е. Се користи најчесто коренот за такви намени, но глуварчето или маслачак меѓу народот или жолтокот познат се користи се. Листовите во рана пролет може да се користат во свежи салати, па дури и во одвари, во чаеви. Жолтите цветови, од нив се прави, например, и мед, кој што е познат, многу често се користи во текот на зимскиот период, кога го немаме, значи, како свежа билка, најчесто за исфрлање или за детокс, одлично за справување со црн дроб, за астма, кашлање, тешко дишење и така натаму. Значи, има широка палета и широка примена. Има разлика меѓу чајот свежа и одсушена билка. Доколку може да се конзумира свеж чај од мента, од мајчина душица, од невен, од камилица, која што сега можеме да ја собереме, од жалфија, пресна, сето тоа е многу по-делотворно, затоа што во моментот, значи, ако не се зоврие, ако само се попари со топла вода, во тој случај тие етерни масла се целосно одржани. И сите минерали, сите витамини ги имаме, флавоноидите се имаме тогаш во тој момент и може да се пие и за уживање, и превентивно, па и за лечење. Но сушената билка, да се вратам кај свежите билки, не можеме ние да ги имаме во текот на целата година. Токму заради тоа, добро би било да се исушат одредени билки и да им се продолжи нивниот век, нивниот рок на траење. Законот за лекови и медицински средства го уредува фармаколошкиот дел, па затоа бидете внимателни. На 21 мај светот го слави меѓународниот ден на чајот, одреден од Обединетите нации за да го истакне културното и економското значење на чајот. Чајот е најконсумираниот пијалок во светот по водата и има навистина долга
и богата историја. Во некои земји чајот се пие на различен начин од нашата традиција. Во Индија чајот се пие и со млеко, при што се додаваат и различни зачини како ѓумбир, цимет или карамфилче. Во Тибет додаваат млеко, сол и масло. Во Монголија се вари со ориз, месо, кнедли и стопена овча маст. Додека пак во Русија се додава мед, овошно сладко, шеќер и други состојки. Во Шри-Ланка преферираат ароматизиран чај. Обично изборот е меѓу вкусовите на чоколадо, манго, вишна, малинка или јагода. Зен будизмот имал примарно влијание во развојот на културата на јапонскиот чај. Обичајот да се пие чај најпрво бил поради лековитост, а потоа главно за уживање. Во почетокот на 9 век, кинескиот автор Лу Ю ја напишал класиката на чајот, која се фокусира на неговото одгледување и подготовка. Турскиот чај е дел од турската култура, стотици години и е длабоко вкоренет во турското општество. Обично се служи како црн чај, традиционално се служи јак и топол, често со коцки шеќер или мед, за да се додаде сладост. Во Франција, еден од првите француски познавачи на чај бил кралот Луј XIV, кој пиел чај редовно, првично поради здравствени причини. Чајот содржи многу помалку кофеин од кафето, но не е сеедно во кои количини го консумираме. Во многу држави чајот има различно символично значење. Заедничко за сите е тоа што нудењето на чај е пријателски гест кој што означува почит и гостопримство. Довидување!